датум има многу двојки на себе. 22.2.2012 година, ден среда, мојот омилен ден во неделата. И денеска 60 минути во сончевина посветени само за вас. За сите вас кои што сте си дома, немате обврски, не одите на работа, може би сте во пензија, на боледување породилно и така натака. Значи 60 минути предпладневна емисија само за вас. И денеска интересни содржини, дали сте знаеле прилогот е тука, спремен за вас. Тука и прилогот од областа, како да го наречам, прилог за животот. Нешто што во животот ни помага, тоа е музиката, прилог токму за неа, за музиката и колку таа би била наша психичка терапија. Потоа имаме интересни гости, како што ги најавив и вчера, доктор Билјана Бундавска и доктор Николица Цекич. Денешната тема се синусите, заболувања во спалување, инфекции и така натака кај возрастни и кај деца, како се третираат, кои се симптоми, како се решаваат овие проблеми, но за тоа подоцна. Инаку во денешното издание следува секако и хороскопот и следува доста интересни информации од Македонија и од светот. Но за тоа нешто покасно се годиме со песна да ни тргне ова убаво предпладне. Shop shopping, shop shopping. Shop shopping, shop shopping. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стоја да? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагале со розови кеси. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стоја да? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагале со розови кеси. Ајде, станувај сонце, темната прекрасен надвор не чека сонце. Чекај да пијам кафе, не можам да гледам. Ајде бе, облечи се, ке пиеме у центар. Идеме прво на кафица. Ја би кафе и кеш, снимам папири, бари, трафика. Роу-пап, окей, идеме одмah. Последно време Марко сум нула со гардероба. Еде го моето милено парче. Ајде влези со мене, немој да глумиш хаце. Утра само жени, ја опасен непер. Сите гледаат у мене, се почувствував ко педер. 5 сати се тртка, се мртка. Ајде бе, скапа се. Сега немој да ме брзаш. Конечно излегов ми не купи ништа. Ају, рухцат кажи уште еден розов излог. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стоја да? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагале со розови кеси. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стоја да? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагале со розови кеси. Чекай, што е многу, немој да се понашаш ко да си на шопинг соло. Значи ти кажа преска, немој да глумиш картур. На нова колекција на цвеќера у мајле. Какви се? Браво, анфас па профил, нели ми стојат праески? Профи, профи, профи. Ајде се вратиме до Мис 60. Она пробува ли пробува, ја висам како мислим. Ајде поминеме до интимисими. Сега влезе со мене, немој предизлог да ми сериш. Доле веш? О не! Старух ја фурам кај Тони у Соле. Да си купам некое нигерско парче. Патише, дукше, мајче, капче. Баш се крете. Знам дека сум кретен. Јас сум кретен што уствари излегов со тебе. Ма не испланирам. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стоја да? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагале со розови кеси. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стоја да? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагале со розови кеси. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стоја да? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагале со розови кеси. Shop shopping, shop shopping. Кажи ми како ми стоја да? Профит, профит, профит. Не знаат сите како дрскиот MC, товарен комагале со розови кеси. Сега следуваат вклучувањата на представници од Автомотосојузот на Република Македонија и на Хидрометролошкиот завод на Република Македонија. Дали имаме некој представник? Немаме, но затоа имаме добри информации од Македонија. Првата е хуманитарна тортијада во Чаир. Станува збор за хуманитарна манифестација Сладка мистерија 2012 и денеска ќе се одржи во ресторанат Калабрија 2. Инаку овој настан го организира хуманитарната организација Оха Ангелчиња, традиционално по 6-ти пат во соработка со Општина Чаир и градот Скопје. Се разбира, настанот ќе се одвива на неколку временски поделени фази и тоа од 16 до 19 часот. Граѓаните ќе имаат можност да ја погледнат изложбената тортијадна парада
и да гласаат за најдобрата и највкусната торта, за што влезот е слободен. Официјалниот дел пак започнува од 20 часот, на кој ќе партиципираат само оние кои се обезбедени со влезници, а средствата ќе бидат донирани во хуманитарни цели. Одлични се овие настани. Во Крушево се одржува 10-тиот куп на армијата. Предпладнево на градскиот плоштад во Крушево свечено ќе биде отворен 10-тиот куп на Арама во биатлон, кој ќе се одржи во наредниве 2 дена. На надпреварувањето покрај екипите на армијата ќе учествува и екипа од Скијачката федерација на Македонија. Купот на армијата во биатлон традиционално се одржува на скијачките патеки кај местноста Кипрово во Крушево, а годинешниот јубилеен куп се одвива во рамките на програмата за одбележување на јубилеот 20 години од армијата на Македонија. И уште една трета сервисна информација е дека нова автобуска линија се отвора, која ќе го поврзува аеродромот Александар Велики со Скопје и ќе биде воведена од 1 март, изјави Мурат Орнекол, главниот оперативен директор на ТАФ. Според него, веќе е ангажирана приватна фирма која ќе ги обслужува патниците кон и од Скопскиот аеродром. Автобусите нема да возат според возен ред, туку ќе бидат планирани според распоредот на летовите. Ова е веќе одлична информација и многу практична работа за сите патници кои што летаат, одат на различни дестинации, така да имате еден вид мало олеснување. Одиме во продолжение со дневниот хороскоп, а веднаш по него со прилогот Дали сте знаеле.
Дали сте знаеле зошто се прозеваме? Понекогаш кога телото е премногу уморно, белите дробови и остатокот од респираторниот систем може да се забават се додека не достигне до стадиум во кој има многу малку воздух во нив. Штом тоа ќе се случи, телото врши нагло движење во вид на грч на мускулите на устата, грлото и градите. Овие грчеви предизвикуваат да земеме многу воздух, реакција која ние ја нарекуваме прозевање. Се прозеваме не за да ги релаксираме мускулите на вилицата, туку за да земеме што е можно повеќе воздух. Прозевањето е заразно. Понекогаш кога ќе видиме некоја личност како се прозева, и ние ќе го направиме истото. Прозевањето е толку заразно, што додека читаат за него, луѓето се прозеваат. Дали се знаеле кога е измислен велосипедот? Велосипедот е лесна направа на две тркала која ја управува и држи возачот. Еден тежок модел без педали, направен во 1880 година, едноставно бил движен од возач кој се тркалал по земјата со помош на своите нозе. Во раните 40 години на 19 век, шкотскиот ковач Кирпатрик Макмилан 1813 до 1878 направил велосипед што се движел со помош на педали, цилиндар и управувач. Тој е нашироко познат за пронаоѓање на велосипедот. Значајни иновации биле воведени од Пиер и Ернест Мишо во Франција во 1860 година и до 1865 нивната компанија произведувала по 400 велосипеди годишно. Една полесна варијанта произведена во Англија во 1870 година се карактеризира со големо предно и мало задно тркало. Во 1890 година бил создаден стандардниот велосипед, кој поради мирното возење, подпомогнато од новите пневматски гуми, станал многу популарен. Така наречениот планинарски модел станал стандарден модел до почетокот на 90-тите години од 20 век. Дали сте знаеле за пеперутки со опашка како ластовица? Пеперутките со опашка како ластовица се среќаваат насекаде во светот, освен на Антарктикот, а ги има над 500 видови. Некои од нив имаат израстоци во вид на опашка на задните крила. Боите им варираат во зависност од видот, полот, годишното време, а понекогаш и локацијата. Повеќето возрастни пеперуги од овој вид имаат жолти, портокалови, црвени, зелени или сини шари на црна, сина или зелена позадина која се прелева. Ларвите со светли бои јадат лисја. Некои имаат шари кои личат на змиска глава и многу од нив испуштаат супстанција со лош мирис кога се вознемирени. Поради својата убавина им се занимливи на истражувачите, но поради колекционерите кои плаќаат голема сума на пари за да ги фатат овие примероци, некои видови се загрозени. Джиновската пеперутка со опашка како ластовичка, која има распон на крилјата од 10 до 14 см, е најголема пеперутка во САД и Канада. Дали сте знаеле колку видови на слонови постојат? После долго време истражување и проучување на видовите на слоновите, научниците открија дека постојат само два посебни вида на слонови – африкански и азиски. Тие веруваат дека африканските слонови имаат два подвида – савана слонот и шумскиот слон. Но некои од научниците се сомневаат на оваа класификација. Од една страна, шумските слонови се многу помали од савана слоновите. Покрај тоа, нивните глави се наоѓаат пониско на нивните грбови, нивните уши се помали и позаоблени, а нивните коски се потенки и помали. По долгогодишно собирање на ДНК примероци на овие видови на слонови, научниците заклучиле дека постојат доволно различни генетски разлики меѓу двата африкански подвида за шумските слонови да може да се третираат како посебен вид на слонови. Второ дружење со нашите специјалисти за уво, нос и грло, доктор Билјана Бундевска и доктор Николица Цекич. Здраво повторпат, како сте ни денес? Одлично навикнати на студиото. Веќе се навикнавме на камери, одлично. Кажете ми, денес опфаќаме друга тема, значи минатиот пат тестирањето на мирисната функција, овој пат синусите. Да. Така. Колку долго се работи на оваа проблематика? Па, откога постои медицината, секако тоа е. Така. Кажете ми, што представуваат синусите? Па, одма да разграничиме, значи синусите многу едноставно речено. Јас ќе напоменам на почеток дека за медицинарите, ако ја гледате емисијата, ќе биде и на кој речник се користи, но емисијата е повеќе за гледачите
и за обичниот народ и ќе користиме повеќе македонски речник, значи народен, да можеме да објасниме, така? Лесно да се сватиме. Да, апсолутно. Синусите едноставно представуваат воздушни шуплини во одредени коски на лицето, кои се со тесни канали поврзани со носната шуплина. Тоа би била една кратка дефиниција. Кратко. Сите, кога ќе кажат имам главоболка, веднаш поврзуваат со проблем со синуси. Да, ме боли главата, дали имам синуси. Исто, многу убав одговор, да, синуси имаш, но секоја главоболка не мора да значи дека потекнува од синусите. Тоа е во нашата секојдневна пракса, буквално пациентите доаѓаат, имам главоболка, синусите ме фатија. Апсолутно не е точно. Апсолутно, затоа што, да речам, моето искуство веќе со синусите 15 години строго ми се ко субспецијалност. Значи, можам да кажам дека многу пати правиме снимања каде што резултатите излегуваат дека наодот е уреден. Затоа што некому која ќе му влезе во глава синуси, години наназад, не постои друг начин тоа да го разубедиш човека, него едноставно треба да се докаже, тоест фактите да се излезат на виделина. Заклучок, секоја главоболка не мора да биде причина од воспаление на синуси. Во контекст на второто прашање, може од рече да ни ги пуштат и првиот дел од слики, да ги доближиме, работиве до гледачите, и каде се наоѓаат синусите и колку ги има? Значи, генерално постојат 4 пара на синуси. Значи, ова се слики од наши материјали, каде што може да се видат, значи, виличните, челните синуси, 2 пара. Имаме синуси буквално меѓу очите, тоа е на етмоидалните синуси или буквално меѓу очите, и од телото на клинастата коска, тоа е буквално пообјаснето некако во центарот на главата. Значи 4 пара на синуси кои се со тесни канали поврзани со носната шуплина. Значи овдека сега на сликата се гледа челниот синус, значи над очите, и со потемна боја се максиларните синуси, а буквално меѓу очите се наоѓа, што е пишано, етмиодалниот синус. Мислам ќе дојде следната слика сега. Овдека е даден приказ, жолтото генерално покажува кога имаме секрет, како изгледа нивото на секретот во самите синуси, овдека во виличниот и во челниот синус, и овдека имаме убав приказ према ликот, према главата, како отприлика се тие позиционирани, со една напомена, индивидуално се развиени синусите ке секој човек посебно, и кратка напомена дека челниот синус многу пати, кога правиме снимка, едниот може да биде дури и неразвиен. Тоа е занимливо и мислам дека има една бочна слика, да, каде што е прикажана анатомијата на носната шуплина со носните школки и тој што е сфеноидален синус или синус во таа клинаста коска или буквално во средината на главата, кој, да речеме, од кога почна да царува ендоскопијата, интервенциите ендоскопски, веќе доаѓаме до него многу полесно, за разлика од порано, беше најмалце, како да кажам, третиран медицински или оперативно, додека другите се работат. Доктор Билјана, ајде вие кажете ни која е функцијата на синусите? Па функцијата на синусите се уште не е доволно испитана и докажана. Постојат многу контраверзи и уште се прават испитувања комплетно да се докаже нивната функција. Како што кажа доктор Цекич, тие представуваат пнеуматски шуплини, воздушни шуплини во коските на главата, и една од најчестите функции е во тип на заштита, значи некако како термоизолатор би се рекло во главата. Во респирацијата учествуваат, во фонацијата на говорот учествуваат, значи повеќе функции имаат, но комплетната функција на синусите се уште не е докажана во науката. Има една многу убава реченица, јас ќе се уфрлам. Значи, професор Младина, кој ни е ментор генерално, имаше прекрасна емисија на хрватска телевизија со Хелга Влаховиќ, кој се сеќава, таа една од легенда во новинарството, старите колеги ја знаат. И на ова прашање што представуваат, која е функцијата, а тие представуваат еден ентитет во човековиот организам да го загорчат во одредени случаи животот и на пациентите и на докторите кои треба да сработат. Како и зошто се воспалуваат синусите?
Па причини за воспалување на синусите постојат повеќе. Значи, како што кажа доктор Секич, тие комуницираат со носот преку тесни канали. Значи, една од причините, главна причина за да настане воспалување на синусите е кога настанува прекин во комуникацијата помеѓу синусите и носот, односно кога доаѓа до обструкција, запушување на каналите помеѓу синусите и носот. Во тој момент доаѓа до прекин на вентилацијата на синусот и не може да настане дренажа на секретот од истиот, тој се задржува во самите шуплини и како стои со него по некое време, известно време, настанува негово инфицирање, односно настанува синузит воспаление. Значи, прекинот во комуникацијата може да настане од повеќе причини. Инфективната причина, воспалителните реакции во носот може да доведат, алергиската причина која што денеска е многу честа, кога настанува оток на слузницата во носот и блок помеѓу комуникацијата меѓу носот и синусите. Тука би ги споменала и кривата носна преграда, причина една за чести синузити. Полипите, туморозни формации кои што исто така представуваат едни од доста честите причини за настанување на синузитот. Значи, многу едноставно, прекината комуникација, неуспешна вентилација, значи неможност за вентилација на синусите и дренажа, доведува до застој на секрет и после известно време до синузит. Така, кои се конкретно симптомите, односно по што познаваме дека станува збор баш за воспалување на синуси? Многу едноставно, значи, доста од луѓето ги познаваат симптомите. Заборавив да напомнам дека и една од општите фактори, како што се вирусни инфекции, подхранетост, временските услови, исто така се причини за кои подпомагаат за настанување на синусните инфекции, на синузитите, воспаленијата. Како симптоми кои што се јавуваат, тоа се најчесто тежина и болка во коските на лицето, во главата. Значи, да, една од симптомите е главоболката кај синузитите. Запушениот нос, значи неможноста за дишење на носот, потоа покачената температура може да биде ако инфекцијата веќе е настаната и веќе прогредира. Сливање на секрет во задните делови, значи од носот према грлото, е еден од знаците за појавата на синузитот. И болна осетливост во коските на лицето. Представува, значи, како симптоми. Како се доаѓа до точна дијагноза? За да дојдеме до точна дијагноза, потребно е прво да се направи преглед на пациентот. Од анамнестичките податоци добиваме еден патоказ во кој што треба да ќе ни помогне во поставување на дијагнозата. Го правиме физикалниот преглед со палпирање, односно допирање, стегање на одредени точки на лицето кои што ќе ни кажа дали постои болна осетливост. Потоа ендоскопската метода е една од методите која што денеска царува, тоа е неинвазивна метода, која што многу ни прикажува, значи ни кажува каква е состојбата, дали постои синузит, слевање, постоење на гноен секрет и секако радиодијагностичките методи, од кои што тука би напомнала дека е компјутерската томографија една од методите за поставување на дијагноза кај синузитите. Тук имаме и слики, да. Може да споредиме. Така, да, може да се видат сликите, втората тура на слики кои што ги подготвивме. Да видиме по конкретно Сакавме, како изгледа. Не, ова е добро. Ај, ова ќе го коментираме. Ова е многу занимљива слика. Значи, ние мислиме лигавицата е равна мазна, ова е лигавица на синусните шуплини. Значи, буквално ајде да опишеме ко трева. Значи, тоа стручно се ика цилиарен апарат и овие трепки се движат и го поместуваат секретот, значи, од синусните шуплини, пример виличниот, према горе, према отворите, да може таа секреција која се јавува. Овдека може да се види како има залепени тие цили, да речеме, и веќе се пореметува функцијата. Ова го ставивме намерно за да може, ако е микроскопска слика, да се добие представа што во суштина се случува. Значи, еве снимка каде што веќе почнува да се јавува секрет и значи цилиарниот апарат веќе не може да си обавува функцијата. Причини, тие што ги наведи докторката. Сега ќе одиме на следната слика, еве буквално групирано, и место кој цили да функционираат, тие се групирани и не можат да си обавуваат својата функција. Едноставно, тој секрет мукус не може да се движи према отворите, значи не може да си се исчистат самите синусни шуплини. На следната снимка веќе се гледаат плажи на оштетена лигавица. Значи, може промените да бидат реверзибилни, најчесто, или иреверзибилни, долготрајни, кога веќе не може да се поврати функцијата на лигавицата и едноставно таа е нецелисходна. Мислам дека може да иде во склоп на прашањето до точна дијагноза. Ние направивме наши едни видеоматеријали. Првата е повеќе ко слика, рековме. Значи, тоа е старата добра, да речеме, рентген снимка на синуси по хирц.
но ако видиме денеска луѓето прават е да се гледа, но овдека се гледаат виличните и челните синуси. Значи во денешно време веќе е слика која пополека влегува во историја, можда не е коректно, ја користиме за брзо диагностицирање и најчесто кога имаме повреди да видиме дали има изливи, секрет, и тука се гледа од едната страна целосно засенет синус, па и челниот, но да речам сиромашна со податоци слика, ориентациона, добро, поевтина секако, но во диагностика можеме да ја искористиме. Може да иде вториот, овдека имаме ко видео приказ, значи кај нас од сала, каде што веќе еве што значи компјутерска снимка на синуси. Се гледа искривување на носната преграда, значи на која страна и до каде. Се гледа за дебелување на лигавицата на носните школки кои представуваат елементи или дел од архитектурата на носната шуплина. Значи можеме да видиме дали во самите синусни шуплини, кој овдека во едниот синус, цистични или полипозни творби, меѓу другото се гледа и средното уво, задушната коска, еве го во средина се гледа тој свеноидален синус. Значи едноставно све она што не интересира во склоп на диагностика и секако ние овие снимки апсолутно е многу убава снимка на меѓуочниот синус. Значи нешто што не може да се види, а може да биде причина и за главоболки, за цела оваа симптоматологија која ја кажуваме и буквално да знаеме што треба и да работиме или колку треба да третираме синузит. После ќе дискутираме, не се лекува така едноставно за 2-3 дена. Значи, ова го ставивме све со цел да разберат гледачите дека кога ќе речеме компјутерска снимка, не е тоа само ради реда, него буквално во нивни интерес и секако наш интерес да дојдеме до точна диагноза и да ги расчистиме сите тие, сите 4 пара на синуси да се видат. Сега одмараме малку со едни флеш вести и реклами, а потоа се враќаме, а во меѓувреме ги поканувам гледачите, нели да се јават ако имаат некои прашања во однос на овие проблематики и секако денес повторно доделуваме еден бесплатен преглед во ординацијата доктор Цекич. После флеш вестите се враќаме назад. One way or another, I shall have deliverance.
Оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. И онаму каде што застанавме со доктор Билјана Бундавска и доктор Николица Цекич. Во меѓувреме 3130-137 и 321-1906 броевите на кои ве очекуваме да ни се јавите, еден гратис преглед добивате и сите прашања кои што ве мачат, а немате одговор на нив, тука се докторите да ви помогнат да ви одговорат. Се разбира како се лекуваат заболувањата, односно воспаленијата на синуси. Значи, јас би позборувала малце за конзервативниот третман во однос на синузитите, на воспаленијата на синусите. Кај нас има практика, така, значи, луѓето, користејќи го интернетот, мислат дека нели се ги знаат проблемите, гледајќи ги симптомите на интернет и се земаат слобода да самите се поставуваат диагноза и користат терапија. Има малце некоректна употреба на антибиотиците во одредени ситуации. Јас ќе признам сум дел од тие. Да, мислам, тоа секој би се нашол, нели, секој ваше гостување се надам ќе го изменам тоа. Признавањето не те не те ослободува од одговорноста. Значи, некоректната примена на антибиотиците не само што врши усложнување на состојбата, здравствената состојба кај самиот пациент, него ја комплицира и работата на лекарите во однос на лекувањето. Затоа што на некој начин тогаш не ги затвора вратите во лекувањето и бара некои други методи да се применат за да се успешно заврши лекувањето. Сега, кај синусите, според некои најнови студии истражувања се правени, се докажано дека најголем број од синузитите се причина вирусните инфекции. Значи, тука би кажале дека антибиотиците и да се применат не прават никакво подобрување, само можат да вложат во однос на падот на имунитетот и резистенцијата на бактериите. Во однос на конзервативниот третман, поради тоа што причината за синузитите најчесто е запушувањето на носот и отокот на носната легавица. Прво се применува терапија која што ќе направи намалување на отокот, значи тоа се деконгестивите, оние средства од тип на спрееви за нос, кои што ќе го намалат отокот за да возможат повторно воспоставување на комуникација помеѓу носот и синусите и дренажа на секретот. Тука би ги споменала и антихистаминиците, бидејќи алергиските реакции се едни од најчестите причинители за оток на носната легавица, на носната слузница. Секако, нели, при појавата на проблемот треба да се јави пациентот на лекар и лекарот најдобро е преку своите диагностички методи ќе постави индикација дали треба да се примени антибиотик или не. Воедно лабораториските исследувања, значи крвната слика, ќе ни бидат еден показател на лекарите во кој правец ќе оди лекувањето, дали се работи за бактериски и вирусна инфекција.
И во однос на користењето кој антибиотик треба да се примени, тука би споменала и брисевите микробиолошките исследувања, кои што ќе не упатат точно која бактерија реагира на кој антибиотик и точно тој антибиотик да го примениме за да имаме успех во лекување на воспалението. Затоа еден совет, значи без разлика, значи не мора на првото појавување на симптомот одма да трча пациентот на доктор, да почне со примена нели на витаминските терапии, спреевите за нос, а веќе потоа доколку нема подобрување на самата состојба, да се јави на лекар за да се види понатамошното лекување, да не се употребуваат антибиотиците на своја рака да се земаат. И вториот начин е оперативното лекување, каде што доктор Цекич малку повеќе ќе објасни околу оперативниот третман или на синусите. Па добро, тоа веќе ендоскопијата царува. Веќе у Македонија си го зазема своето место. Иначе е еден убав историски податок. 17. јули 1997 година со доктор Жарко Појачанец ја направивме фактички првата синусоскопија. Сега гледано ќе леле мајко што направивме. Во тоа време за нас беше страшен успех, бидејќи за прв пат влеговме во синусна шуплина и видовме како изгледа, што изгледа, без да направиме деструкција на самиот синус. Иначе оперативно да, ендоскопски се решаваат и све повеќе ендоскопијата го зазема своето место. Целта е да се направи со што помала траума, да се направи решавање на тој проблем со синусите. Поточно решено да се прошират синусните отвори, да се направи добра комуникација со носната шуплина и да не доаѓа до воспаление на синусите. Сега, индиректно, секој синус си има своја тежина. Најчесто страда виличниот синус, многу убав податок, затоа што кога стоиме исправено, отворот му е горе, ко тенџере. Значи, затоа луѓето кои ќе се навалат со главата знае секрет да тече и затоа тој највише и страда. Челниот синус, по сама земјина тежина, секретот, чим се ослободи каналот и се издренира. Меѓуочните синуси веќе е озбилна интервенција, ендоскопијата исто е коректна тука, дава можност за послободно работење и свеноидалниот или тој синус што го спомнуваме во средина на главата, треба се дојде до него за да може да се прошират отворите. Значи да, оперативното имаме стари конзервативни техники и нови ендоскопски техники кои се работат. Така, кога спомнавме синусоскопијата, што точно значи? Па може да почне и видеоматеријалот и ние ќе го коментираме. Значи ова е дел кој го видовме, вака гледано се гледа еден секрет, ова е носот. Значи она што коментиравме како ќе знаеме дали е синузит. Значи чим гледаме слевање на секрет од средниот носен ходник, ние велиме тоа е патогномоничен знак за синузит. Еве овдека една трака гнојава кој иде према позади, бидејќи кај нас тој цилиарен апарат го влече секретот, го носи према позади и ова е еден сигурен знак дека се работи за синузит. Гледате, таму е отворот на Еустахиевата туба и ќе го покрие, знаат да страдат ушите. После ќе коментирам. Синусоскопија значи влегување во синусната шуплина. Мислам дека ова ќе е занимливо за гледачите, не е толку да речеме гадно, него еве гледаме како сме влегли едно пулсирање, го вадиме секретот, кој во овој случај гнојав под синусната шуплина со аспирација и кога ќе влеземе со ендоскоп, влегуваме во самиот синус и овдека може да се види оток, црвенило на лигавицата и гнојави плажи, буквално. Значи ова е еден озбилен, тежок гнојав синузит. Еве овдека друг случај кај што имаме синузит со гнојава секреција, но не толку изразен, каде што исто со аспирација се чисти синусот, со проширување на отворот се овозможува коректна комуникација. Овдека имаме благо назначени крвни садови, значи страда, и кога ќе бараш во синусот може да најдеш и една цистична формација. Ова е циста, но генерално секоја циста не се оперира, ова е циста мала и веќе кога сме влегле ќе ја извадиме. Како е при воспаление? Организмот реагира една убава шара или назначени крвни садови. Значи организмот, нели, тоа е типично кај воспаленијата и полипозно дегенерирана лигавица на едниот зид. Ова е троакарот низ кој влегуваме. Значи овдека, еве пак шараме, полипозна дегенерација на лигавицата, јако изразен синузит. И можам да кажам дека ова се наши видеоматеријали, сите овие пациенти коректно поминаа, значи успеав и еден ваков синузит да го стабилизираме. За жал, ова е тумор на синусната шуплина, тој од мој пријател беше
дедо му, излезе лош тумор и тоа го среќаваме, а после кога ќе заврши видеоклипот ќе гледам да го подобјаснам. Еве цистите како се вадат. Значи не мора со тие стари техники со кршење на предниот зид, него ни самиот отвор, двоен отвор, се вади цистичната формација, со инструментариум, но се остава останатата лигавица, нема потреба целата да се излушти и цела циста може буквално да се извади. Бидејќи таа која се шири знае да притиска на околните структури, да предизвикува главоболки, секреции и други потешки симптоми. Значи, еве, ко балонче. Ние тоа го дополнивме со пласирање на синус катетер, би рекол, или едно цевче. И еве, после интервенција, благодарение на колегата кој инсистираше у тоа време го снимиме, благодарен сум му, еве како ставаме одредена група на лекови, растворени, ова е направено намерно за да се сними. Значи, внесуваме течност во синусот, сега истиот тој катетер го користиме за аспирација и буквално може да се види како едноставно се измива синусната шуплина. А во принцип, кога третираме, ние убацуваме комбинација на лекови внатре, добро, дека се пласира, може надвор и внатре, зависи кој е работното место. Првите денови може цевчето да стои надвор, ако не му смета, или внатре сокриено да се сочува интимата. Иначе, лековите кои ги убацуваме, секој ден си имаме шема по која работиме, буквално како се движиме, внатре се испира, по шуплина се испира, а бидејќи комбинацијата на лекови е таква да еден лек го намалува отокот, многу побрзо доаѓа до санација. Морам да го спомнам на претходното што го напоменав со туморот во синусот. Значи, за жал, пациентот дојде кај мене после 2 години, он се жалел на крварење, стално слевање на крв, капење на крв. И да, физички здрав, прав, годините не се битни. И при правење на ендоскопски преглед најдовме една крвава трага, кој што ја видовме претходно на снимката на беличасти секретни, најдовме крвава трага што не натера да направиме синусоскопија. Оти тоа беше мал тумор на изглед, но со страшни последици. Кога влеговме, го најдовме дека се работи за туморозна творба, земавме биопсија, после се направи класична операција, мора така да се оди, но веќе се знае како одат работите после тоа. Значи, синусоскопијата би ја крстиле кој една покултурна, полесна интервенција кој има нешто лесно, паралела ко функција на синус на времето, само за разлика од функцијата, само што пробивавме во синусот и миевме, сега имаме можност да го визуализираме просторот. Ние интервенциите ги снимаме, викаме баба лаже, рок не лаже, се гледа што е извадено, како извадено. И нормално, како и се развивавме, првата беше подолниот носен ходник, сега идеме на проширување на природниот отвор на виличниот синус конкретно, каде што генерално, можам да речам, дури и трајно се решава проблемот. Јас пак народно ќе пробам нешто да објаснам пред докторката, да каже нешто за другиве работи. Пак ќе се вратам што се синусите, што е носот, што е ходник. Секоја куќа, секој стан има ходник. Значи имаме соби од страна. Ако ги затвориме собите, буквално, значи за кратко време, ден, два, три, ќе почне собата да мирисе. Или не е луфтирана, нема вентилација. И домаќинките, жените претежно, или ние отвараме, луфтираме и слично. Ако ја отвориме вратата, сосема друг осет има во самата соба. Така и синусот, имаме носен ходник и од страна имаме, еве снимката, имаме врати кои треба да бидат отворени, да има вентилација и дренажа. Пак ќе речам, ова се народни зборови, за да можат гледачите да не разберат. А синусоскопијата се работи локално, значи не е тоа нешто страшно, може локално потенцирано со додаток на анестетици или со целосна анестезија, ние што се плашат. Да, страшното. Докторке Билјана, кажете ни некои карактеристики, што статистички, што сигурно не сме ги знаеле за синусите. Па добро, значи, прво и основно ќе спомнам дека носната лигавица, која што ја гледавме на сликите, која што ги имаше тие трепки
што ги објасни доктор Цекич, таа е истата лигавица која што ги обложува и синусните шуплини. Значи, тие имаат во себе клетки, самата лигавица, која што лачи секрет и служи за измивање на синусите и на носот. Тој секрет кој ќе се создаде во синусот преку дренажната врата, што ја спомна докторот, излегува низ носот. Интересно е да споменеме дека површината на таа носна лигавица изнесува некаде од 140 до 170 квадратни милиметри, значи не е баш мала површина. И со помош на ендоскопската си има своја функција самата носна слузница и со помош на ендоскопската метода, нели доктор Цекич кажа дека се зачувува како архитектурата на самиот нос, така и лигавицата во синусите да би се обавувала и понатаму својата функција. Секретот кој што го продуцираат синусите и носната шуплина, интересно е што се слева позади, значи правецот на движење на тие трепки е према задниот дел на носот и према грлото надоле. Значи секојдневно се создава некаде околу литар до литар и пол од тој секрет кој што ние го проголтуваме, не го чувствуваме. Тоа секојдневно се случува и на некој начин се измива самата слузница. Интересно е ако дојде до алергиските реакции или до воспалителни реакции, се менува конзистенцијата и количината на секретот и тогаш ние чувствуваме симптоми на подкашлување, нешто како да ни смета во грлото. Би сакала да напомнам дека и всушност брзината на секретот е различна при создавањето и слевањето. Некаде во задните 2/3 на носот таа се зголемува. Значи течењето на секретот се зголемува. Не би се задржувала нешто околу димензиите на синусите. Држате докторке, имаме јавување, јас се извинувам, морам да оставам предност и на гледачите. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден до првиот гледач, кого имаме на линија? Ало? Добар ден, кој ни се јавува? Повелете, представете ни се. Може да се слушаме? Јас ве слушам одлично, може да се слушаме преку телефонот, само не преку телевизор, пошто имаме доцнење на тонот. Кој ни се јавува? Стално имаме проблем, некој со доцнење на тонот. Дали се слушаме уште еден обид? На телефон Тодорка Савелова. Како сте ни, господјо? Дали ви имате можеби некое конкретно прашање до нашите специјалисти? Па добро, ја гледам емисијата и да ве прашам во врска. Така, повелете. Да ве прашам во врска со синусите. Повелете. Од млада страдам од синуси. Добро. А во 98 година лежев во воена болница каде ме зрачеа. Така. И малку се залечив. Но имам циста на десниот синус. Што ми препорачувате? Може да одговори. Што ми препорачувате? Така, сега докторот ќе одговори. Вие ако сакате останете на линија. Значи, пред се треба со сите снимки, сигурно е снимана пациентката, да погледнеме за какава циста се работи. И пак ќе напоменам, секоја циста не треба да се вади. Значи, во принцип, имаше, ако сме дискутирале на слушни состаноци, еден колега го рече заборави, јас би рекол за паметија. Значи, може да се прават контроли, да видиме дали расте или не расте. Значи, ако е мала, не се чепка. Ако е поголема, прави притисок, да, тога се оперира и се вади. Треба оперативен зафат. Но тоа што спомна докторката преска, треба се види, има девијација или не на носната шуплина, има оток, дали има алергиска компонента. Значи, си бара едно иследување да се види. Преглед. Да, а баш и тој преглед, господјо, вие ќе го добиете бесплатно во ординација Цекич. Дали е во ред сега? Дали се слушаме? Во големина на лешник е цистата. Заборавете, а господјо, дојдете, ќе ве видиме, ќе ви објасниме све. Така, ќе се отидете во ординација Цекич, ви следува еден бесплатен преглед кај докторот, па потоа ќе го најдете сигурно сум решението и ќе ве упати докторот што понатака. Фала за вашето јавување во секој случај и јас се надевам дека ќе се најде решението за вас. Поздрав. Благодарам. Пријатно. Пријатно. Ние значи продолжуваме онаму каде што е прегина Вилјана поведет. Па да, во главном се тие се занимливости кои можда некој не ги знаел да ги осознае. Така, заболување на синуси кај возрастни и заболување на синуси кај деца сигурно не е исто.
која е разликата? Јас ќе кажам од почеток многу едноставно. Дете е дете, возрасен е возрасен. Возрасен може и да трпи, дете не знае да трпи, не знае да објасни што го боли, како и го боли. Така да апсолутно треба да тоа да се разграничи за било кој дел, дали е уво, дали е синус, дали е све. Самата конституција, значи детето, самата нежност, самото тие симптоми што ги напоменавме, знаат многу побрзо детето да го легнат и буквално да ја загорчат целата работа. Друга е анатомијата, друга е поставеноста на одредени елементи кои можат буквално да направат и поголеми потешкоти и мислам дека ако не третиран синузит кај децата многу полесно знае да даде и одредени компликации. Така, уште едно јавување имаме. Добар ден, до кого? Дали се слушаме? Ајде овој пат да се обидеме добро, да се слушаме, значи да се слушаме преку телефон, не преку телевизор. Тргнете се од телевизорот само преку телефон. Кој ни се јаво? Добар ден. Еве, јас си се слушам сега. Ало? Повелете, кој ни се јавува? Ало? Ве слушаме. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар. Вака се јавувам од Скопје. Добра. Сакам поздрав до вашите гости прво. Благодариме. Повелете со вашиот проблем, значи може да ве чуеме, да се обидат докторите да ви дадат одговор. И сакам да прашам, јас имам циста во левиот максиларен синус. Подобро е кога молчам, зашто ги бунам потоа. Добро, повелете. И дали е можно поради тоа да имам да левата горна вилица биде зголемена дупло од десната? Дали тоа може да биде причина за зголемување на? Ви благодариме за прашањето. Следете го одговорот на екранот, така подобро ќе биде објаснато за да не ве бунам со доцнење на тонот. Значи, многу ретко. Во секој случај тука веќе начува се работи за подолго време. Значи циста која се знае, тука мора се направи коректна снимка да се види какава е цистата. Ако е цистата мала, значи апсолутно не. Ако е цистата го исполнува целиот простор, може, ама не до толку. Значи затоа компјутерот ќе си каже дали е промена на мекоткивните елементи на образот, дали е некоја друга деформација или е од синусната шурплина, што многу тешко. Ние кога ќе збориме следна емисија за полипи во нос и frog face или жабјо лице, полипите знаат да поместат одредени коскени структури, цистите во принцип не до толку. Значи треба да се види со коректна снимка да се диагностицира. Ајде бројчето во вашата ординација, ајде за закажување луѓето кои сакаат да се закажат. 24 64 160. Ете така, доктор Цекич, тоа е бројот. Ајде кажете ми кои се фактори се најчесто причинители кај децата за доаѓање до воспаление на синуси? Значи, како што каже и докторот, самата анатомска поставеност на елементите кај децата и самиот имунолошки систем кај детето дава разлика помеѓу синузитите кај возрастните и децата. Децата многу често, почесто страдаат од возрастните со респираторно, горно респираторни симптоми и воспаленија. Значи, прво и основно кај помалите деца, тие не знаат да го издуваат носот, па така да имаме задршка на секрет во носот, кој што како подолго стои, така повеќе почнува, нели, пошто носот не е стерилна средина, да прави проблеми и инфекции, кои што лесно потоа се пренесуваат во самите синусни шуплини. Прво да напомнам дека кај децата од самото раѓање не се развиени комплетно синусите, значи се развиваат до 20-та година. Значи, новородените деца немаат развиени синуси, синусите почнуваат, значи, да се развиваат прво максиларните, оние виличните, синусот меѓу очите, потоа фронталниот синус и сфеноидниот синус. Значи, комплетниот развој на синусите завршува кај децата до 20-та година. Значи, симптомите кај децата нели се најчесто запушениот нос, кој што се јавува, секретот од носот, кој што често пати може да дава и непријатен мирис,
Детето знае да хрчи при спиење, пошто ќе дише преку уста. Главоболката, значи некои од децата кои што се поголеми знаат да ја опишат, кај помалите деца не знаат. Температурата која што е покачена и често пати може да доведе до дехидратација кај детето. Но кај синусите кај децата, значено да напоменеме дека како инфекции поретко се јавуваат за разлика од кај возрастните. Повеќе би рекла воспалителни промени на носната лигавица, во носот и на грлото. Така, јас уште еднаш ве прекинувам за последното јавување да го вклучиме. Добар ден, некој почека малку повеќе, извинете, но кој ни се јавува? Сега може да ве вклучиме, повелете, последно јавување. Немаме гледач повеќе? Имаме, добро. Кој ни се јавува? Ало? Повелете, господја. Во студио сум? Да, ве слушаме. Така. Прво да ве поздравам во студиото. Ви благодариме, ве поздравувам и ние вас. И сакам одма да прашам, имам проблеми со носот, уствари имам давано често пати бриз за бактерии, немам бактерија, неколку пати. Имам синуси снимано, немам синуси, меѓутоа секогаш ми се слива од носот во грлото и наутро, како некој пушач да сум, а не сум пушач, додека се искашлам да ќе изфрлам све тоа. И често пати сум одела по лекари, ваму таму немам ништо, уствари имам проблем. Што е тоа? Она што разговаравме, значи зголемената секреција може да биде и на алергиска природа. Значи треба да се испита. Затоа што апсолутно е непријатен симптом кога има слевање. Ако е тоа само утринско, 5-10 минути, не треба ни да се обраќа внимание. Ако е целодневно, тогаш знае да го загорчи живот. Значи си бара, убаво си објасни пациентката, нема проблеми со синуси, тој дел кај што немам бактерии во носот, релативно е точен, релативно не, ние нормално бактерии имаме секаде па и во носот, но дали е патогена или нормална флора, тоа е друго прашање, да не ги замараме. Значи не е ни страшно да се најде бактерија во носот, ако нормалниот или објективниот наод е нормален. Значи треба да се види бојата на лигавицата, дали случајно крие ендоскопски третман, да се ординира терапија, се намали, има препарати кои го намалуваат отокот и го намалуваат лачењето на секретот, за да се стабилизира самата работа, да. Ви благодариме и вам, господи, за јавувањето. Фала, докторе, за одговорот. Сега последното прашање, повторно се враќаме кај дечињата. Значи, за разлика од возрастните, со каква терапија се третираат овие маливе понежнава категорија? Значи, прво би спомнала, за диагнозата кај децата. Најчесто кај децата ја користиме како диагностичка метода ехосинусоскопијата. Значи, ги избегнуваме радиодиагностичките методи ради зрачењето и како по-безбедна метода е еходиагностиката, за да исклучиме дали се работи за синусит, односно дали имаме задебелување на лигавицата, присуство на секрет во синусот. Како диагностичка метода би ја зела тука лабораториското исследување на крвта и микробиолошките наоди, да видиме дали некоја бактерија го предизвикува воспалението, значи дали е бактериска природа воспалението и кој антибиотик би делувал. Во однос на терапијата, важно е да напоменеме дека кај децата не смееме да дозволиме да биде затнат носот. Значи, во терапијата би оделе конзервативно кај децата и тоа со препарати кои што, како спреевите за нос, кои што би го намалиле отокот на лигавицата и кои што би довеле и антихистаминиците би довели до намалување на секрецијата. Зашто самиот оток предизвикува неможност за движење на секретот и застојот на секретот ги прави потоа проблемите од тип на воспалителни, бактериски или вирусни инфекции на горно-респираторни патишта. Значи, повеќе била таа конзервативна терапија кај децата, исклучително ретко хируршката, во колку се најде некоја патолошки субстрат, тип на полипи кај децата во носот, каде што би се приминала ендоскопската метода, и спреевите за нос, антихистаминиците и антибиотикот по потреба според наодот од брисот. Апсолутно, пошто имаме во овие 15 години, значи неколку деца, јас сум веќе пријател со родителите, па и со децата пораснаа со мене. Значи, сега последното пациентче, тоа е од наш колега и колешка детенце, 6,5 години регистриравме полип во носот. Значи, упорно запушување на носот, кое не може да се среди со капки или било која друга терапија, си бара визуализација на просторот. Тоа е веќе аларм. Мора трпеливо, значи децата се специфични, никој не сака му се буричка во носот. Но пополека да се дојде, да се види носната шуплина
за да се исклучат и такви работи. Така беше последниот случај. Ја имам неколку деца кои веќе неколку години ги контролираме, едното девојче и 2 пати го оперирав, полипите се враќаат, но си бара редовни контроли. Тоа што рече докторката, не смееме да дозволиме дете да има запушен нос. А како ќе го приметиме? Најубо навечер кој ќе легне да спие. Не е само остај го во детската соба, тоа повеќе пати сум го рекол, и отвори шампањско ќути и заспат зведе. Да, велиме, ангели се кои ќе заспијат, ама нормално е, дете треба да лудува. Него да се види позицијата на спиење. Не само ради синусите, може да е трет крајник. Ќе дискутираме и за него. Тогаш е вистината каква е состојбата. Затоа што има и друга работа. 2-3 дена зад надноска дете страда уво. Многу работи се поврзани во тој дел и многу работи се собрани на мал простор кои знаат да го загорчат животот. Така е. Значи сите ние родители треба да внимаваме некогаш оние што ни делуваат нам бенигни проблемчиња, всушност нели може да бидат аларм за нешто што мора веќе да се превземе и третира. Пожарот се гаси доека е мал, после ме тешко. Така е, докторе. Ви благодарам за вашето гостување. Пред да ве испратам, да ве прашам, колку музиката помага во психо и физичка терапија кај еден човек? Кај помладите или кај постарите? Кај сите заедно. Па добро. Нема за музиката години. Се надевам дека можеби некои од моите бивши колеги или соработници ја пратат емисијава. Значи, на времето кога работе во војна болница, па и сега во Ремедика, апсолутно користиме музика во сала. Значи, мислам дека и професорот Угриновски скоро на телевизија коментираше едно такво прашање и апсолутно да релаксира. Иначе ќе го искористам овој момент за податок кој вие не го знаете. Од кога почнав да држам и предавања на нашите стручни состаноци, конгреси во Македонија и надвор од Македонија, јас имам едно заштитено лице во однос на музиката. Значи, тука ја најдов музиката на, би рекол, маестро Зоран Џорлев и неговата виолина. И сите мои предавања се со негова музика. Изведба, една голема благодарност до него, затоа што има уште одличен избор сте направиле. Има еден друг момент, музиката ја порачувам. Кога одам во Хрватска, во Загреб, на клиника Ребро и тамошните предавања, значи заедно со Александар по неговото студио снимаат музика од хрватски автори. Тоа е едноставно, нели, се направи чест на домаќинот. Во Тузла прошлата година имавме нивна типична музика која убаво се вклопи во овој материјал кој го гледавме и таа музика, таа виолина прави страшна релаксација, а идејата не беше моја, него од професор Филипче, мој професор на времето доека бев млад, каде што таа идеја прв ми ја даде, ја прифатив нормално и ја практикувам ден денеска. Одлично. Поздрав уште еднаш, а сега ние поконкретно ќе чуеме што се музика да прави. Дали сте знаеле зошто се прозеваме? Понекогаш кога телото е премногу уморно, белите дробови и остатокот од респираторниот систем може да се забават се додека не достигне до стадиум во кој има многу малку воздух во нив. Штом тоа ќе се случи, телото врши нагло движење во вид на грч на мускулите на устата, грлото и градите. Овие грчеви предизвикуваат да земеме многу воздух, реакција која ние ја нарекуваме прозевање. Се прозеваме не за да ги релаксираме мускулите на вилицата, туку за да земеме што е можно повеќе воздух. Прозевањето е заразно. Понекогаш кога ќе видиме некоја личност како се прозева, и ние ќе го направиме истото. Прозевањето е толку заразно, што додека читаат за него, луѓето се прозеваат. Дали се знаеле кога е измислен велосипедот? Велосипедот е лесна направа на две тркала која ја управува и држи возачот. Еден тежок модел без педали направен во 1880 година едноставно бил движен од возач кој се тркалал по земјата со помош на своите нозе. Во раните 40-ти години на 19 век шкотскиот ковач Кирпатрик Макмилан
1813 до 1878 направил велосипед што се движел со помош на педали, цилиндар и управувач. Тој е нашироко познат за пронаоѓање на велосипедот. Значајни иновации биле воведени од Пјер и Ернест Мишо во Франција во 1860 година и до 1865 нивната компанија произведувала по 400 велосипеди годишно. Една полесна варијанта произведена во Англија во 1870 година се карактеризира со големо предно и мало задно тркало. Во 1890 година бил создаден стандардниот велосипед, кој поради мирното возење подпомогнато од новите пневматски гуми станал многу популарен. Така наречениот планинарски модел станал стандарден модел до почетокот на 90-тите години од 20-тиот век. Дали сте знаеле за пеперутки со опашка како ластовица? Пеперутките со опашка како ластовица се среќаваат насекаде во светот, освен на Антарктикот, а ги има над 500 видови. Некои од нив имаат израстоци во вид на опашка на задните крила. Боите им варираат во зависност од видот, полот, годишното време, а понекогаш и локацијата. Повеќето возрастни пеперуги од овој вид имаат жолти, портокалови, црвени, зелени или сини шари на црна, сина или зелена позадина која се прелева. Ларвите со светли бои јадат лисја. Некои имаат шари кои личат на змиска глава и многу од нив испуштаат супстанција со лош мирис кога се вознемирени. Поради својата убавина им се занимливи на истражувачите, но поради колекционерите кои плаќаат голема сума на пари за да ги фатат овие примероци, некои видови се загрозени. Джиновската пеперутка со опашка како ластовичка, која има распон на крилјата од 10 до 14 см, е најголема пеперутка во САД и Канада. Дали сте знаеле колку видови на слонови постојат? После долго време истражување и проучување на видовите на слоновите, научниците открија дека постојат само два посебни вида на слонови – африкански и азиски. Тие веруваат дека африканските слонови имаат два подвида – савана слонот и шумскиот слон. Но некои од научниците се сомневаат на оваа класификација. Од една страна, шумските слонови се многу помали од савана слоновите. Покрај тоа, нивните глави се наоѓаат пониско на нивните грбови, нивните уши се помали и позаоблени, а нивните коски се потенки и помали. По долгогодишно собирање на ДНК примероци на овие видови на слонови, научниците заклучиле дека постојат доволно различни генетски разлики меѓу двата африкански подвида за шумските слонови да можат да се третираат како посебен вид на слонови. Ne znam što je nemir, kaži da li somnam, postojiš li ti, kaži ne si son, daj šepni mi. Ti me budiš, rajski utra gledam, ti me ljubiš, čuvstvujem ja sledam, ostavaš vo mene, dragi večni znaj, stori bilo što, no nemoj kraj. Ostani vo mene, vekovi da minat pokraj nas. Ostani vo mene, bezbroj noći da te sonam jas. Ostani vo mene, dušo, neka mi nese, samo nemoj ti si po mene. Ostani vo mene, vekovi da minat pokraj nas. Ostani vo mene, bezbroj noći da te sonam jas. Ostani vo mene, dušo, neka mi nese, samo nemoj
далеку во свемир. Јас со тебе не знам што е немир. Кажи дали со нам постоиш ли ти? Кажи не си сон, дај шепни ми. Остани во мене, векови да минат покрај нас. Остани во мене, безброј ноќи да те сонам јас. Остани во мене, душо, нека мине се. Само немој ти си во мене. Остани во мене, векови да минат покрај нас. Остани во мене, безброј ноќи да те сонам јас. Остани во мене, душо, нека мине се. Само немој ти си во мене. Само немој ти си во мене. Беше тоа се од денешното издание на Сончевина. Се дружевме 60 минути. Им заблагодарувам најавувачите кои што се вклучија директно во емисијата, дадоа свој допринос, а се надевам добија и свој потребни одговори за своите проблеми. Беа тоа доктор Цекич и доктор Бундевска. Ние се гледаме утре во истиот термин со ново гостување. Станува збор за промоција на една книга, но не ви откривам ништо повеќе. Ќе доделиме многу убави 3 книги во утрешното издание. Јас ве поздравам, ги поздравам Саши Мики ексклузив кои се наоѓаат позади 3 бисери, Ламер Козметика и ви закажувам средба во истото време. Чао!